Еден од најдобрите македонски фудбалски стратези, штипјанецот Владко Костов, ќе биде кандидат за претседател на Фудбалската федерација на Македонија, откако претходната недела Илчо Ѓорѓиевски си поднесе оставка на функцијата. За кандидатурата на Костов се огласија повеќе веб портали, а по масовната поддршка по социјалните мрежи излегоа шпекулации од куќата на фудбалот дека стои отворена можноста повеќе функции да бидат избрани во пакет, со што би се ограничил изборот на кандидати за првата позиција во македонскиот фудбал. За таквата ситуација и кандидатурата се огласи и Костов. И до мене стигнаа таквите гласови. Во оваа прилика сакам да кажам дека јас ќе ја истекна мојата кандидатура за претседател на ФФМ, но тоа ќе биде самостојно. Ги респектирам сите кандидати чии имиња деновиве кружат во фудбалските кулуари. Бидејќи со многумина од нив имам изминатите години соработувано, но децидно јас со никого немам правено никакви договори и сите оние што ќе пласираат таква вест во јавноста нека се знае дека е обична манипулација. Деновиве на многумина од нив на телефонски разговор им кажав дека истакнувам кандидатура, но со молба да не го користат моето име за наводни некакви претходни договарања, изјави Костов. Владко Костов ужива позитивна популарност кај фудбалската публика. Фудбалската кариера ја започна како младинец на Брегалница, а настапуваше и за Локомотив Софија, Вардар и Пелистер. Како фудбалски стратег кариерата ја започна во Осогово во сезоната 1997-98, а до сега водеше вкупно 7 македонски фудбалски клубови, беше помошен тренер на селекцијата до 21 година и на сениорската репрезентација, а го водеше и саудискиот клуб Ал Раед, основан од Абдулазис Ал Ободи во 1954. Дали федерацијата, позната по скандалите, ќе овозможи правичен избор на новиот претседател и дали популарноста на Костов ќе се претвори во делегатски гласови, останува да видиме.